Се разбира простор за нашите коментенти, рекламни пораки погледнавте, а сега и уште една содржина низ нашата утринска програма. Нашата колешка Ирена Пепелјуковска-Цветановски е подготвена за разговор. Еве веќе го имате насловот на ТВ екраните за што ќе се зборува. Ирена, јас ќе ти посакам добро утро тебе и на нашата гостинка, па ајде нешто повеќе и за оваа тема. Благодарам, Слободанка. Добро ви утро, почитувани. Ова утро екипата на утринската програма на Алфа телевизија Добро утро секој утро се јавува од Националната установа Музеј на македонската борба. Ке зборуваме за реконципираната постојана поставка Македонија во Втората светска војна. Ова утро разговаравме со магистар Даниела Трајкова-Крстич, која што е виш кустос и која што е историчар и одговорна за целиот овој проект. Даниела, добро ви утро. Ви благодарам што ова утро не поканивте во вашите простории, на вашето работно место, каде што ќе имаме можност да го представиме проектот. Добро утро на вас и на гледачите на Алфа телевизија и пред се благодарам за заинтересираноста од ваша страна да се афирмира нашата последна реализирана работна задача. Би сакала да кажам дека идејата и целта која што стои позади реконципираниот дизајн на постојаната поставка всушност е резултат на долгогодишното искуство и работењето на музеот, бидејќи постојаната поставка е отворена всушност во 2011 година и таа уште од тогаш ја представува, има за цел да илустрира континуираната борба за државност, самостојност и независност, а во тој контекст и темата Македонија во Втората светска војна како еден од најсветлите периоди од македонската национална историја. Меѓутоа, во текот на овие 14 години работа, можам да кажам дека довербата која што ја стекнавме од публиката и донациите кои што во континуитет се случуваа во нашата институција беа еден од главните аспекти и иницијална каписла поради кој што се одлучивме да ја започнеме да го започнеме процесот на реконципирање. Практично дел од тие предмети беа изложени, но дел од нив беа и депонирани. Целта да ги види пошироката публика беше главната идеја, но и континуираните сознанија кои што ние како кустоси ги стекнуваме за предметите благодарение на континуираните истражувања кои ги реализираме во соработка со сродните институции и таа меѓуинституционална соработка која што имаме. Значи во реконципираниот дизајн базата на која што се повикавме е токму историско, документарното, културолошко, но и естетско значење на збирката Македонија во Втората светска војна и во креирањето на новиот концепт имавме предвид таа да биде во кохерентност со останатите делови од постојаната поставка, но исклучително значено ни беше да ги представиме клучните историски настани. Токму затоа експозицијата сега содржи изложбени делови посветени на различни тематски целини, како Денот на народното востание 11 октомври, кој што е исклучително значаен настан и неповторлив и го означува символично во историјата велиме означува една нова етапа на национално-ослободителната борба. Потоа исто така представуваме за публиката повеќе за идеологијата, националната платформа, но и главните специфики и карактеристики кои што ја утврдуваат позицијата на македонскиот народ во текот на овој глобален настан. Оригинални автентични предмети исто така од категорија оружје и воена опрема го доловуваат тој глобален конфликт, но фондови од нашата збирка имаме во кои што се илустрира и учеството на другите народности во партизанските единици, бидејќи манифестот на Асном јасно потврдува дека партизаните се бореа со една единствена цел, создавање на слободна Македонија, меѓутоа како слободна татковина на сите народности. Исто така донациите, како што напоменав, се клучниот аспект, па така 6-члената сторијата за семејството Циривири и за ова 6-члено семејство со сите своји автентичности, но и предизвици со кои што се соочија и во предвоениот и во воениот период, а потоа се дел од нашиот фонд, но и личните предмети на првиот генерал и народен херој Михајло Апостолски. Посветивме внимание и на слободните територии во НОП, создадени во 1943 година, бидејќи тоа е првата територија која што за време на воени услови функционираше практично како слободна држава и
токму тие органи и токму таа носечка идеја од начинот на организација на тие територии подоцна имаше и пресудно значење за одржувањето на АСНОМ. АСНОМ е символ на државноста, на самостојноста, на независноста. Тој дел од секогаш е представен во нашата поставка. Сега во реконструкцијата посветивме внимание и на неговата подготовка, која што траеше безмалку 1 година, акцентирајќи дека сето тоа не е никаква случајност. Културната меморија за народно-ослободителната и антифашистичка војна е дел од експозицијата која што некако ја дефинира историјата за овој историски период, бидејќи во неа ги акцентираме сите традиции кои што и денес ги негуваме од антифашистичката и народно-ослободителна борба, односно празнувањето и чествувањето на 11 октомври како национален празник, раѓањето на македонската химна, печатењето на првиот весник Нова Македонија за време на воените услови, кој што и денеска е еден од најстарите печатени медиуми, меѓутоа исто така и отварањето на културни институции и спомен домови посветени на народните херои и дејци токму од овој период. Во рамките на овој проект организиравте и една работилница во која што беа вклучени и децата од 9-то одделение од основното училиште Песталоци, како да се биде кустос. Сосема на еден ден, сосема накусо ќе ве молам уште за ова. Тоа беше исто така резултат на континуирана долгогодишна соработка. Учениците од Јохан Хајнрих Песталоци од Скопје, од 9 одделение, заедно со наставничката Бранка Димовска-Куцевска, истражуваа повеќе на темата, поделени во 4 работни групи и преку музејски предмети директно со практична настава се запознаа со значењето на 11 октомври, АСНОМ, културните традиции кои што ги негувавме, а личните стории за фамилијата и семејството Циревири беа поттик и инспирација да видат што во тој период на вистина се случувало преку една приказна, меѓутоа која што одлична станува национална. Во нивното истражување, во целта беше да ги препознаат предметите, да ги утврдат легендите, а потоа и да изработат инвентарни листови, што на некој начин индиректно имаа можност да бидат кустос на еден ден. Меѓу другото, со работилницата сакавме да ја афирмираме нашата професија и се надеваме дека ќе поттикнеме одредена љубов или желба кај дел од младите генерации. Евалуацијата која што ја направивме беше навистина афирмативна за нас како тим во институцијата, бидејќи повеќе од 80% кажаа дека научиле, иако за еден ден сосема доволно и доста за културното наследство, за тоа што значат музеите, што значи да се биде кустос, меѓутоа и визуелно како да ги читаат изложбите без разлика во која установа ќе се најдат. И исто така би потенцирала еден одговор дека големиот дел од нив дека е забавно да се учи историјата, меѓутоа надвор од училишните клупи. И затоа морам да упатам голема благодарност до нив, но и целиот тим кој што верувајте дека е голем и стои позади сето ова што денеска го промовираме. Даниела, многу ви благодарам за ова утро, што ни дозволивте линковски да се вклучиме од овде. Ќе кажеме само за крај дека Музеот на македонската борба за самостојност е еден од најпосетуваните музеи во Македонија и еден повик сите да дојдат, бидејќи вратите на музеот се отворени секој ден, освен понеделник од 10 часот до 18, навистина преубава поставка. Слободанка? Благодарам за разговорот и сето ова што не информиравте, убаво беше да го слушнеме. И почитувани, сигурно дека и за вас, еве и подсетување од нашата колешка да си го посетите музеот, зашто да не кога сте имате слободно време.